Мојата теза е дека самиот блокиран пат на Македонија кон Европската Унија, имајќи го искуството од 2008 година до 2016 после самитот во Букурешт, нашата држава ќе ја внесе во една општествена криза. Таа ќе подразбира внатре и политичка и економска криза. Самиот момент кога вие го блокирате стратешкиот интерес на државата, можете да имате и 120 претеника. Вие во општеството ќе имате криза. Затоа што мнозинството граѓани сакаат членство во Европската Унија, мнозинството граѓани сакаат реформи. Една од најголемите лаги кои ни се случени на нас во овој период е тоа дека па добро, ние блокирани е патот, сами ќе се донесеме Европа дома. Тоа е невозможна мисија. Ние да сме можеле тоа да го направиме, ќе сме го направиле во овие 30 и кусур години. Зошто не можеме да го направиме? Затоа што прво немаме знаење, второ немаме ресурси, трето немаме технологија и четврто ние не сме научени сами ако некој нас не усмерува. Значи тоа е нешто што ние мора да го добиеме од Европската Унија. Пристапот до фондовите и да направиме структурни реформи. А ни се нудат. И сега ние тоа го одбиваме во замена на една приказна која ќе падне исто како приказнава никогаш северна што падна. Да. Вие веќе не служи. Пред избори имавме никогаш северна, од еднашка Преспанскиот договор веќе не е проблем. Нели се збореше дека со Преспанскиот договор сме го изгубиле идентитетот, македонците го изгубиле идентитетот. Сега овие пратеници министри што се они не се македонци. Да. Значи, таа пропаганда паѓа од ден во ден и најлошото се што, за жал, блокираниот пат кон Европската Унија ја нарушува внатре меѓуетничката доверба. И тука сега имаме два моменти. Првиот момент е кој природно е сега више да кажам така, македонскиот национализам е деструктивен по државата, затоа што не е во согласност на стратешката цел членството кон Европската Унија. Потоа не е во согласност со мултиетничкиот карактер на државата. Ги раскарува македонците прво со светот, па потоа ги раскарува внатре со останатите заедници. И на крај, всушност, најголемата болка е дека македонскиот национализам, јас ги приметувам моите пријатели, етничките македонци, кои веќе почнуваат со една горчина и еден цинизам да го исмеваат македонскиот национализам, затоа што они се за Европската Унија и сваќаат дека е бесмислен и една убава песна, како што е заветна и беше ставена во функција на пропагандата, сега станува предмет на исмевање кај прозападните и демократски настроени. И таа поделба е уште поголема од овие претходно двете поделби. И тоа е едната димензија, а втората димензија е ова што го зборевме во претходното прашање. Дали некој од регионот или од истокот има потреба во Македонија да се нарушат меѓуетничките односи и меѓу другото и тука да пробува да се запали бурето барут, затоа што Македонија во својата природа е мултиетничка и има она што сме го научиле сите ние во овие 30 години, кога нивните обиди за национализам, за омраза не даваат резултати. Тогаш се преминува на чекор погоре, односно тогаш почнуваат дури и да се играат на поголемите, односно на верските емоции. И затоа ние мора да направиме буквално све како општество, како граѓани, како поединци, сите политички чинители, невладините организации, да се отвори една сериозна дебата и да се направи што поголем притисок Република Северна Македонија да се врати на својот пат. На проевропскиот. На проевропскиот пат, патот кон Европската Унија, патот кон демократска држава која одговара на сите нејзини граѓани без разлика на нивната етничка или верска припадност.